Почитувани, истрагата за Кочани од страна на Министерството за внатрешни работи е спроведена во целост и без поштедување на било кого, како што тоа во минатото беше случај. Сите документи се предадени во јавното обвинителство и никој не е поштеден. Јавното обвинителство е сега тоа кое треба низ понатамошниот тек на постапката да одлучува кого ќе опфати со предметот, а кого не. Според СДС, што требаше да се направи? Да се штедат лицата кои се осомничени и да се постапува како што постапуваа Филипче, Оливер Спасовски и Зоран Заев? Не, правдата мора да биде неселективна. Почитувани, СДС не само што не знае за правда воопшто, туку оди и понатаму. Злоупотребува смрт на невини лица. Според наши информации, СДС имале состанок на кој присуствувале повеќемина од раководството и токму на тој состанок договориле Кочани да биде дел од кампањата во следниот период. Ова е одлучено и покрај обидите на неколкумина да укажат дека ова не е совесно, ниту пак честно и морално да се тера кампања за оваа трагедија во која има починати 62 лица. Ова е доказ дека СДС не знае за основни вредности. И покрај сите укажувања, раководството одлучило Кочани да е главна тема во следниот период, а и во пресред на локалните избори. Замислите, одат и понатаму, мислат дека оваа агенда ќе им донесе поени и ќе ги врати Заев и Филипче и сличните на нив. Сето ова го прават истите луѓе кои заборавија на модуларната болница, на Дурмотурс и на Беса Транс. Истите луѓе кои играа со чувствата на народот во времињата на шарената револуција, кога зборуваа за Смилковско езеро, за Младенов, за Нешковски, случаи за кои подоцна од позиција на власт срамно, но без око да им трепне, констатираа дека правдата е таа и виновниците се тие. Ова се истите луѓе. Очигледно не само што не се засрамуваат, туку пробуваат со исти механизми да создаваат негативни чувства кај народот. Филипче и сличните како него на престојните избори многу добро ќе видат што мисли народот за нив. Ви благодарам.